Данила Арсовска излегува од своите надлежности и се заканува со казни. Нема да биде платен ниту денар за глобата од 90.000 евра, што градот Скопје сака да ја наплати од општина Кисела Вода. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски вели дека Данила Арсовска нема ингеренции да испраќа инспекции во близина на Дрисла, која е на територија на општините Сопиште и Студеничани. Јас пак ќе споменам, дали тоа значи дека утре Савајле, ако влезе во филм Арсовска дека е министер за внатрешни, ќе може да казни некого по улица за брзо возење? Ќе може да уапси некого? Така му доаѓа работа. Или јас, ако не ми се допаѓа колегата од Велес, да не ми замери Марко, како пример го давам Колев, јас може со нашите инспекцијски служби да излезам во Велес на Реон и да казнувам со градежна инспекција, комунална инспекција или било која наша инспекција. Ова се небулози од невидени размери, но во интерес на јавноста, во интерес на сите вас сакав да биде се детално изнесена денеска на оваа пресконференција. Депонијата Дрисла во неделата не им дозволи на камионите на општина Кисела Вода да го одложат сметот кој го собраа поради штрајкот во Комуналец. Па ова, ѓубрето беше депонирано во близина на главниот влез. Орце Ѓоргиевски вели дека претходно немало никаков проблем и дека сето ова е масло на Данила Арсовска, која сака да се испере за сопствената неспособност и да се обиде да ќари некој ситен политички поен. Првиот човек на Кисела Вода додава дека се кае што некогаш дал поддршка за актуелната скопска градоначалничка. Ако ја боли и раѓа фрустрација и моментот, што некаде се работи и има проекти, ти подавам рака, нека дојде, ќе ја научиме. Ако не знае каде е територијата со која што треба да администрира и подавам рака, ќе прошетаме заедно по Скопје, не само по Кисела Вода, ќе и покажам до каде се границите на градот Скопје. Јас не патам од тоа. Кога станува збор за интересот за моите сограѓани, секому подавам рака. Општина Кисела Вода се уште не ја добила казната. Градоначалникот вели дека потоа правниот тим ќе ја разгледува и не ја исклучува можноста, доколку има основани сомневања да биде покрената кривична против градоначалничката и директорот на претпријатието Дрисла.